Пратениците на ВМРО ДПМН денеска на затворена комисија за надворешни работи му испорачаа 5, како што велат, сериозни забелешки на премиерот Заев пред да го потпише договорот за добрососедство со Бугарија. Сугестиите според Антонио Милошевски се однесуваат на народот, јазикот, историјата, правата и обврските и грижата за малцинствата. Прво, дали македонскиот народ ќе биде спомнат во договорот како конститутивен или не? Второ, дали македонскиот јазик ќе биде нотиран само како уставна категорија или дека има своја посебност? Трето, дали договорот би се потпишувал ако во него има барем еден член спротивен на членот 49 од Уставот, кој се однесува на грижата на македонското малцинство? Четвртата забелешка се однесува на заедничката историја. Опозицијата бара во договорот да има јасна дистинкција од посебната историја на земјата. И пето, и за ВМРО ДПМН е најважно, е несразмерната поделба на правата и обврските. Милошевски забележува дека Бугарија ужива повеќе права, за разлика од Македонија, за која се пропишани ограничувања и рестрикции. Договорот кога ќе се потпише станува обврзувачки, па доколку бидат земени предвид сугестиите, опозицијата ќе ја даде поддршката во собранието. Доколку не, тогаш на повиците за инклузивност ќе гледаме како маркетинг на новата власт, велат од ВМРО ДПМН. Следниот период владата треба, наместо да брза и да брка датум за потпишување на македонско-бугарскиот договор, треба да брза и да постигнува подобар квалитет на текстот за постигнување на еден взаемен договор, кој што ќе значи и взаемна почит на двата народи и взаемно признавање на двете држави, на двете култури и взаемна соработка за перспективата на Македонија и Бугарија како сосед. Премиерот Заев вели дека договорот е отворен до неговото потпишување и може да трпи корекции. За него прашањето за заедничката историја е затворено. Категоричен е дека Македонија не губи со договорот, туку напротив добива партнер во процесите на интеграција во НАТО и Европската унија. Премиерот вети дека сите сугестии од опозицијата ќе бидат земени предвид и оти преговорите со Бугарија продолжуваат. Сериозно сите укажувања ќе ги имам во предвид и ќе се обидам во понатамошниот дел од разговорите да ги вградам, да ги укажам или слично, но истовремено укажав и одредени дилеми кои што постојат. За мене начинот на градење на национален консензус е овој. Процедурата не е оти сакаме да се скриеме од јавноста. Виенската конвенција вели не има обврска секоја држава да не објавува нешто кое што е во фаза на договор. Кога тоа ќе биде секако нема да е крај на денот ако не потпишеме договор. Супер би било ако потпишеме договор. Тоа ќе остане од двете страни како ќе префинишираат во делот на заклучувањето на овој договор. Јас знам денеска што добив укажување од нашиот парламент. Си знае премиерот Борисов што добил тој укажување од својот парламент, следуваат укажувањето од владите. Откако ќе биде потпишан, договорот оди во собраниска процедура на ратификација. Заев најави транспарентност и за јавноста.